Елизабета, добро утро. Добро утро. На линк се вклучуваме од општина Бутел. Поточно се наоѓаме пред поликлиниката во близина на општинската зграда во Бутел. Со нас денеска ќе биде градоначалникот на општината Велимир Смилевски. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Нашите гледачи веќе претпоставуваат дека штом сме избрале оваа локација, тука сме со причина. Причината е веќе јасна, затоа што неодамна, пред околу една недела, владата одлучи на седница дека со финансиски средства ќе помогне да се изгради нова поликлиника токму на местото на оваа стара зграда, која што е изградена во далечната 1964 година. Може ли да ни кажете зашто станува? Па добро, после долго време не успеа на многу пратеници и политички партии оваа влада смогна сила да помогне на општина Бутел, заради тоа што општина Бутел е единствена општина која што нема поликлиника. Во моментот се наоѓаме пред амбулантата, како што кажавте, изградена 64 година, која што веќе не може да послужи како сервис на граѓаните, се гледа во каква состојба е, со оглед на тоа дека општината секоја од година во година се зголемува со број на жители. Изнаоѓавме начини како да го решиме тоа. Благодарение, повторно кажувам, на владата, во целост ќе биде финансирано од владата и се надевам дека за брзо време ќе почнеме со изградбата на овој објект кој што представува многу значаен фактор за жителите на општина Бутел. Рокот за изградба кога би бил? Па јас се надевам дека ќе биде многу брзо, бидејќи средствата ги имаме. Општината има еден горлив проблем, бидејќи на цела територија на општина Бутел во изминатиот период се нема нацртано нити амбуланта, нити поликлиника. Во моментот работиме на тоа и за брзо време ќе дадеме одобрение за да можеме да почнеме со изградбата. Меѓутоа, додека трае изградбата, претпоставам ќе биде затворена амбулантата, каде ќе се лекуваат тогаш граѓани? Да, веќе со Министерството за здравство разговараме околу два мои предлози, затоа што не можеме да ги оставиме граѓаните без доктори и без нивна нега. Имаме две опции, па ќе видиме што ќе одлучиме, ќе биде за доброто на граѓаните. Покрај изградбата на нова поликлиника во Бутел, интересно и актуелно е тоа што утринава малку подоцна ќе бидете во Визбегово заедно со претседателот на владата Оливер Спасовски и со министерот за транспорт и врски Горан Стугаревски, ќе правите увид на градежни работи на канализациона мрежа. Може ли ни кажете за колкава должина се работи, на која локација поточно? Па добро, она што го обеќавме во изминатиот период веќе во индустријската зона станува реалност. Можем да кажам дека 100% од проектот за водовод е више напреден, кој го градеше фирмата Жикол. Сега е втората фаза изградба на атмосферска канализација, која што е во моментот 3 км и е за еден ринг околу стопанската зона. Почиња, значи, од почетокот на општината во Визбегово ќе направи еден ринг околу целиот дел и втората фаза ќе биде, значи, изградбата на секундарната мрежа. Со тоа мислам дека ќе ги задоволиме сите потреби како една индустријска зона. А покрај индустријската зона, дали останатите населени места се обезбедени со канализациона мрежа? Па работиме. Во повеќето може да кажеме дека тоа е завршено, но секундарниот дел е најголем проблем затоа што имаме големо селување на луѓе и на фирми каде што претходно било земјиште, земјоделско или така натаму. Секако дека ќе ги интересира нашите гледачи, а сите кои што живеат тука, докаде е реализацијата на проектите кои што ги ветивте во вашата предизборна кампања? 2 години речи се поминаат како сте на градоначалничката функција. Има ли време во останатите 2 години да се изреализира се што е кажано? Па со оглед на тоа дека јас како новиот градоначалник не добив некои проекти готови, ни требаше време да изработиме проекти и веќе ги имам изработено, на некои веќе и работиме и со градот Скопје и ние посебно како општина. Се надевам дека поголем дел ќе бидат изработени и поголемите делимично за да може да докажеме дека веќе работиме на тој проблем. Ветивме големи работи, но и веќе се гледаат на терен големите работи. Сум сигурен дека поголем дел, повеќе од 2/3 ќе бидат реализирани до крајот, а другите останати ќе бидат во тек.
Може да ни кажете кои се тие поголеми проекти за кои што зборуваме? Па, што да очекуваат? Да очекуваат изградба на Христијан Тодоровски Карпуш, бидејќи е многу важен дел каде што граѓаните од горниот дел од Радишани ќе се приклучуваат многу брзо со центарот на општината, изградба на Босна и Херцеговина, ширење на булеварот Словенечка, потоа гасификација на општината и на овие објекти кои што ги гледаме од позади, гасификација на училиштата веќе и почнавме. Се надевам дека во оваа година ќе почнеме и гасификација на градинките. Изградбата на тримпатеката околу реката Серава е веќе реалност, се изработува проектот, се надевам дека ќе ја тендерираме, бидејќи во програмата ќе ја тендерираме за време на изборите. И уште многу проекти кои што ги немаме во програмата ќе ги реализираме, затоа што имаме многу чести средби со граѓаните, разговараме околу нивните потреби и желби и работиме на тоа за она секундарно што можеме да го изработиме, што побрзо да го изработиме. Предпоставувам дека за 2 години кои што имавме презентацијата и она книгиче кое што го дадовме, ги задоволи граѓаните затоа што докажавме дека за толку краток период можеме да изработиме повеќе од 150 проекти. Иако можам да кажам дека 100 не беа во програмата, беа од средбите кои што ги имавме за време на кампањата. И уште едно прашање пред да ви се заблагодарам, што се однесува до борбата против загадувањето на воздухот. Има една депонија која што се наоѓа на границата помеѓу општина Бутел и општина Шуто Ризари, една голема депонија и не е само таа, во Скопје има многу повеќе. Како се справувате? Ги чистите ли депониите, чистите ли јавни површини? Еве нашата камера може да забележи дека и во моментов се одвиваат токму акција за чистење. Да, значи тој проблем веќе го имаме не 2 години од како сум јас, веќе 5 години општината. Работиме активно како ние како општина, така и со помош од град Скопје. Ги чистиме депониите, но веќе сум сигурен дека депониите се ставени под контрола, имаме редовни контроли, имаме редарска служба која што работи 2 смени, по потреба работи и 3-та смена. Се надополнуваме со другите општини, депонијата која спомнавте е една од поголемите, но имаме и со ова општина Карпуш, имаме и со општина Газибал кои што се исто така големи. Мислам дека се ставени под контрола и за брзо време со денешната акција која што почиња со град Скопје, поголем дел ќе бидат расчистени и се надевам дека кај јас се заблагодарувам на колешката Елизабета. Ние продолжуваме со општествена сцена и колешката Александра Бубевска.